Од утре до 2 септември пратениците официјално ќе го користат годишниот одмор, кој годинава е со задоцнување поради ребалансот на буџетот. Вообичаено пратениците секоја година се на одмор од 1 август до почетокот на септември. Пратениците ќе бидат на одмор од 15 август до 2 септември, но бидејќи собранието е во постојано заседание, не се исклучува можноста да се свикаат седници на работните тела или пленарна седница, доколку се работи за некој итен случај. Од почетокот на работата на овој парламентарен состав на 28 мај се одржани десетина седници, а последната беше вчера, кога беа донесени измените на Законот за здравствена заштита и се укина економските директори. Што пратениците ги очекува од септември и со кои точки од дневниот ќе се соочат на првиот работен ден? Очекуваме дека законите кои што од минатата влада остана, а новата влада останува на нив и ги предложи да продолжат во процедура, ќе се најдат во собраниска процедура. Тоа се дел од закони од економијата, меѓутоа економијата, труд, транспорт и врски, односно решавање на одредени проблеми, меѓутоа и нови законски решенија, а тоа е законското решение за можноста за исплатата на линеарно на платата за пензионерите, како и очекуваме да се најде и законско решение за обезбедениот кредит, односно позајмица која што треба да дојде во нашата држава. Очекувам веројатно и нови други измени и дополнувања на постоечки закони кои што се однесуваат на законот кој што беше за органите на државната управа, тие измени соодветни и веројатно за известно време би требало тамо некаде во октомври, крајот на октомври или почетокот на ноември новиот буџет. За други дополнителни информации со тек на време ќе ја информираме и јавност. Велат од кабинетот на председателот на собранието Африн Гаши.